како да кажам, да го неговото работење да го гледаме да се ревидира и така натаму. Така. Дали, моето прашање е, дали е предвидено со статутот едно вакво прашање на ваква точка, како треба да се изгласа? Така, по статутот, за да се вметне таа точка во статутот, значи мора да биде со двотретинско мнозинство. Но овде ситуацијата беше таква што во првиот момент од бројни сведоци јас тоа го слушнав, дека во првиот момент беа изброени 12 гласови, па после беа изброени 14, па на уште една реакција на председателот беа изброени 16. И со просто мнозинство тој едноставно одлучи дека тоа е прифатено од страна на делегатите на собранието и дека последните 2 години тој станува председател на Кошаркарска федерација. Еве, сте настапувале и во повеќе европски земји и ме интересира чисто, еве, да речеме настрана да се абстрахираме од оваа ситуација која што имаме ние во федерацијата. Дали постои ваков случај затоа што малку е чудно да нема, значи да е заштитен председателот на една федерација толку време да не сме да биде гласан. Во моментов колку е? 6 месеци? Да, 6 месеци. Па не би можел да кажам за останатите федерации, но дефинитивно секој си има свој статут кој што се толкува на начин кој што треба да биде толкуван. Така да кај нас ова е 6 месеци и дефинитивно ова не е правен начин, не е значи правно издржано председателот да добие слобода да го води Сојузот 2 години без никој да ја ревидира неговата работа. Добро, што понатаму? Ова не се само забелешки, претпоставувам дека имате план и како понатаму да се действува и што би преземали? Дефинитивно до надлежната агенција за млади и спорт бараме целосна ревизија на сите членки на собранието кои што бреат присутни денеска. Така да се надевам дека тие ќе реагираат експресно, бидејќи ова бара експресно реагирање од нивна страна, за да може што побрзо да се заштити значи регуларноста на сето ова. Се надевам дека ќе ни прислушнат и мислам дека дефинитивно имаме право на тоа. Така очекуваме нивна брза реакција. За жал, ова не е прв случај во Македонија во спортот воопшто, не во кошарката, да има некои вакви неправилности, па раздвоени мислења и поделени страни, а никогаш после пост битката немало некои дополнителни решенија, така што очекувате можеби ова да биде еден преседан или? Па, и ако биде преседан, јас се надевам дека ќе донесе, може само да и донесе добро на кошарката, бидејќи нашата кошарка тоне веќе со години. Тоа го зборувам и без разлика на 4-то место во Литванија. И во владењето на Петар Наумовски само кулминираше и моментално сме на некои најниски можни гранки во европски рамки. Не ни стигнавте до фаза да понудите програма или ваша визија како би требало да изгледа кошарката, зошто би биле подобар председател? Така, програмата и визијата беше понудена кај сите клубови, односно сите клубови кои што беа посетени од наша страна. И морам да ви признам дека бевме одлично прифатени. И нашите идеи, нашите визии. Така да ова дефинитивно за нас е изненадувачки резултат, но гледајќи ја целата постапка, не е чудно дека на крај испадна вака како што испадна. Добро, вие бевме присутни денеска на собранието, но како да толкува, да свати македонската јавност која, или еве гледачите од дома сега, имавте поддршка и по медиумите се пишуваше и 20 на клубови беа со вас, а сега наеднаш е спротивна ситуацијата кога треба да се гласа. Така, па